Сраќаме назад во студиото. Бројот на заболени од морбили, односно мали сипаници во Дебар достигна до 24 лица, а за уште тројца се чека анализа. Институтот за јавно здравје на 16 овој месец прогласи епидемија во Дебар. Наша гостинка на оваа тема е доктор Гордана Кузмановска од Институтот за јавно здравје. Добро дојдовте. Здраво. Поздрав до вашата публика. И благодарам. Пред се сакам да ве прашам како дојде до таа ситуација во Дебар да се прогласи епидемија? Па видете, во Дебар епидемија прогласи локалната епидемиолошка служба. Институтот за јавно здравје не прогласува епидемија. Бројот на заболени во Дебар порасна за многу краток временски период, согласно дефиниција за епидемија и согласно актуелната состојба, за која што анализа направија нашите колеги, се разбира со наша помош, утврдивме дека бројот на заболени во Дебар во години и децении наназад не бил толку голем колку сега. Веројатно се натрупало со тек на години осетливо население, еве сега дојде ситуација да настане епидемија и сите лица кои што не биле вакцинирани, кои останале осетливи и кои што биле во ефикасен контакт со заболено лице да заболат од мали сипаници. Имате ли информација кој е највозрасното лице или најмладото? Секако. Најмалото е 7-месечно девојче кој што заболе од мали сипаници, а највозрасната е жена на 45 годишна возраст. Се работи за лица кои што и во кругот на семејството имаат заболени или најголем број од заболените во Дебар се семејно поврзани или пак живеат во едно исто мало или патувале во исто превозно средство. Значи, сите случаи за сега во дебарската епидемија се епидемиолошки поврзани, еден со друг, имале контакт со еден или повеќе од заболените лица, така што ова е типична епидемија во која што вирусот до секое лице неимуно, кој што нема имунитет што ќе допре, предизвикува заболување. Тоа е јасно кога ќе знаеме дека вирусот на мали сипаници е исклучително контагиозен, заразен вирус. Се смета дека заразноста на овој вирус е од 95 според различна литература, дури до 100%, што значи дека од 100 луѓе кои што ќе дојдат во контакт, а се неимуни, од 95 до 100 ќе заболат. Доктор Кузмановска, како, ако се вратиме на самиот старт, како настануваат морбилите? Па тоа е едно акутно заразно заболување. Всушност представува една детска исипна треска, вериме исипна затоа што нели се појавува исип по телото и треска затоа што е болест која што е проследена со висока температура. Меѓутоа, епидемиолошката ситуација се менува, од која се започна со имунизација, болеста почна да се јавува во повозрасните групи, оние кои што се незаштитени, неимуни, а не ја прележале болеста во детството. Тоа е всушност едно заболување кое што се карактеризира со лесно пренесување од еден до друг, како што реков, индексот на контагиозноста е многу висок. Се појавуваат симптоми кои што се карактеристични за малите сипаници, многу лесно се препознаваат, иако сега, за жал, не заболуваат само мали дечиња, неимунизирани, туку и возрастни лица. За оние кои што не знаат, тоа значи дека доколку не ги прележале сипаниците како деца, може да заболат и така, видите, малите сипаници, беа заболување кои што се прележуваше во детска возраст во периодот кога вакцина не постоеше или барем систематски не се применуваше. Од 70-тите години навака, најголем дел од европските земји, нели полека, етапно, малку по малку, сите воведоа вакцинација, каде задолжителна, каде регулирана на друг начин, така да најголем дел од популацијата се вакцинира. Рачунете, тоа се 30 и повеќе години наназад. Веќе повеќе од 50 години постои безбедна, ефикасна вакцина, која што навистина во 21. век, ако постои ваква вакцина, е штета да се јавува заболувањето и да умираат деца. Можам да кажам интересни податоци што Светската здравствена организација ги објавува, дека од 2000 година до 2015, благодарение на вакцинацијата, стапката на смртност на населението, а пред се тоа дечиња до 5 годишна возраст, кои што се најосетливи и најлесно заболуваат нели од мали сипаници, се смалила дури со 79%, скоро 80% за 15 години. Се смета дека за овај 15 годишен период 20,6 милиони смртни случаи кај деца се превенирани благодарение на вакцината против мали сипаници. Така што навистина мислам
ова е доволно да се каже за да се знае колку многу е ефикасна оваа вакцина, колку многу помага за да и дава надеж во иднина да се остварат заложбите и целите кои што Светската здравствена организација ги постави за сите европски земји, не само за сите европски земји, туку и за земјите во светот, до 2020 година, дури 5 од 6 региони на Светската здравствена организација да имат искоренето, односно елиминирано оваа болест. Бидејќи рековте дека лесно се пренесува, така. Освен физички допир, како се може да се... Така, па тоа е една типична капкова болест или респираторна болест. Се пренесува така што заболените и заразените лица, значи не само заболените, они кои што се заразени, не мора се уште да бидат болни, го изфрлаат вирусот преку секретите од носната шуплина и од устата, од грлото. Во однос на тоа, значи, може да настане или во директен контакт, доколку лицата кои што се здрави, мислам, а не вакцинирани се на кратко растојание и дојде до пренесување на оваа болест преку воздухот, преку кашлање, кивање, зборување, вирусот постојано се изфрла во надречната средина и на тој начин може да го вдишат и да заболат од една страна, од друга страна ефикасен е блискиот контакт. Значи, често пати дечињата кои се болни се ги тријат очињата бидејќи вирусот се излачува и преку слузниците, преку солзите, значи слузницата на окото, слузницата на устата, на грлото, на носот, така да при бришење на носето, очињата, вирусот се наоѓа на човечките раце или предмети во непосредната околина на дечињата и играчки во градинките, дома и така натаму. Вирусот е исклучително осетлив во надворешна средина и само 2 часа може да преживее, меѓутоа за тие 2 часа кој што ќе дојде во контакт многу ефикасно и брзо се пренесува. Така да тоа се главните начини на пренесување, значи директен контакт и по капков пат преку респираторните органи. Така и има некое време траење додека да се манифестираат симптомите? Да. Па обично инкубацијата изнесува 10 дена до 14, до 2 недели, значи тоа е период кога вирусот влегува во организмот, се размножува, ама не мора да се појават никакви симптоми. И тогаш не може да го препознае. Тогаш не знаеме дека детето или човекот е болен од мали сипаници и се смета дека првите 4 дена пред да избие исипот по телото и 4 дена откако исипот ќе избие, значи човекот е заразен за околината. Тоа фаќа некаде крајните денови на инкубација, ден-2, пред да почнат првите симптоми. Затоа што малите сипаници не се јавуваат веднаш со исип, него започнуваат со висока температура, треска, малаксаност, главоболка, болки во грлото, сува кашлица. И во тоа време детето, односно човекот е исто така многу заразен, бидејќи голема количина на вируси се излачуваат во неговите секрети. Ова е период кога луѓето обично мислат дека може би некое респираторно друго заболување, настинка или нешто слично, не се сомневаат на мали сипаници, се додека не се појави исипот, кога веќе значи болеста може да биде пренесена на многу луѓе. Исто така многу карактеристичен симптом е по кој што родителите може да се ги препознаат децата и да се посомневаат дека се работи за такво нешто. Појавата на силна секреција од очињата и од носето, значи тече носот, очињата се набабрени со солзи, потечени и црвени и тогаш изгледаат луѓето како да една плачна маска се вели тоа. Значи како да плаче детето цело време, како да плаче. Тоа е значи многу карактеристичен патогномоничен симптом и исто така за лекарите многу важен симптом е појавата на ситни мали зрнца бели во внатрешната страна на образите, значи на слузницата која што обложува устната шуплина, тие се како зрнца орис расфрлани на мукозата, на слузокожата и тоа е многу патогномоничен знак по кој што секој лекар може да препознае дека се работи за мали сипаници. А што во оној прв момент, како може граѓаните физички да ги третираат сипаниците без присуството на лекар? Не може да ги третираат, никако. Значи вака, малите сипаници се заболување вирусно. Знаеме дека за вирусот лек се уште не постои. Постојат некои лекови кои што се аплицираат во различни болести, кои што го стабилизираат растот на вирусот, можеби ја намалуваат брзината на размножување на вирусот, меѓутоа не може да излекуваат. Се дава симптоматска терапија. Најчесто родителите може да дадат за температурата некое средство против температура. Аспиринче, андолче, било што се дава кај дечињата, бруфенче за температура. Меѓутоа најдобро е да побараат лекарска помош. Докторите се
изверзирани во таа работа. Секој сомнителен ќе заврши кај инфектолог, кој што ќе го прегледа детето, ќе даде соодветна симптоматска терапија, бидејќи знаете ова болест е болест која што може, особено кај дечиња до 5 годишна возраст и кај повозрасни луѓе над 20 и 30 години, бидејќи не е карактеристична појавата кај нив, да се појават голем број на компликации од типот на бронхопнеумонија, воспаление на средно уво, на очињата, дури воспаление на мозокот и мозочните обвивки, тешки диареи со дехидратација, затоа што таква е природата на вирусот и во тој случај најдобро да се јават на преглед на лекар, на инфектолог, каде што ќе им биде ординирана симптоматска терапија, кој што ќе ги ублажи овие симптоми, а болеста ќе си помине спонтано, нели, кога ќе се исчезне исипот и кога ќе вирусот размножувањето на вирусот ќе падне на ниско. Знаете зашто ја прашав физички како може да ги третираат без присуство на лекар, бидејќи еве според Институтот за јавно здравје во моментов има епидемии како во сите земји од Балканот, односно нашите соседи и околината, така и во некои од најпривлечните туристички дестинации, Италија, Франција, Шпанија. Па и во цела Европа. И во цела Европа. И во даден момент некој може да биде на пат, па не може да допре до својот лекар, затоа... Така, да, веројатно сте прочитале на веб страната на Институтот за јавно здравје. Ние направивме едни препораки, значи листа на препораки и совети за луѓето кои што патуваат во летниот период, знаеме дека најголем дел од луѓето одат на одмори, во услови кога, како што рековте, во сите соседни земји има заболени или дури епидемии на мали сипаници, со многу голем број заболени. Значи, начинот на превенција, оние општи мерки кои што важат за сите респираторни заболувања, а се однесуваат на намалување на можноста да се дојде во контакт со заболено лице од оваа болест, значи да се избегнуваат лицата кои што се очигледно заболени или оние кои што личат на болни, да не се контактира со нив, да се носат маски во услови кога контактирате со некој кој што е заболен, да се мијат често рацете, кога се кија и кашла, да се кашла во марамче за еднократна употреба, тоа да се безбедно отстранува и така натаму, да се луфтира, да се проветрува, значи тоа се општи мерки кои што се, нели, се ги препорачуваме за сите респираторни заболувања, меѓутоа се многу малку ефективни и можат многу малку да направат во услови ако детето е невакцинирано, воопшто човекот збориме, цело време потенцирам деца, бидејќи ова е детска болест, најчесто децата заболуваат, меѓутоа, еве, практиката покажува дека може да заболи секој, особено во последно време, во сите наши епидемии од 2010 навака, поголем број заболували лица над 20 и 30 години, отколку дечиња до 5 годишна возраст. Значи, многу е битно да вакцинацијата е единствена, ефективна, заштитна, ефтина, безбедна мерка е вакцинацијата. Бидејќи ја споменавте вакцинацијата, нели изминатиот период имавме написи по медиумите во кои што се ширеа дали се работи за вистини или невистини, по кои што се крена еден општ вид на паника, по кои што родителите одбиваат да ги вакцинираат своите деца. Вакцината е многу важна во... Така. Ова се случува не само последниот период, туку неколку години наназад. Некако не фати, да речеме, треската европска на постоење на мислења, луѓе кои што помалку или повеќе информирани сметаат од различни причини дека не треба да ги вакцинираат своите деца. Овде секако социјалните мрежи имаат своја улога, ширејќи ги... Така, најчесто тоа се читаат некои невалидни страни каде што секој се може да напише, најголем дел од тоа се невистини, не научно подкрепени факти, би рекла. Ние затоа пробуваме на секој можен начин, излегувајќи во медиуми и со едукација и информација на населението на сите начини, да допреме и да кажеме дека вакцинацијата во денешно време навистина единствена најисплатлива превентивна мерка во последните 100 години се покажала дека е вакцинацијата. Не само за малите сипаници, за многу други болести. Еве, јас кажав некои бројки кои што навистина се драматични. Ако вие во последните 15 години 20 милиони детски животи сте спасиле, благодарејќи на таа вакцина, значи излишно е секаков друг коментар. И затоа велам дека треба да се вакцинираат децата во време кога треба да се вакцинираат, не да се одложува тоа година, 2, 3, 5, детето да проди, да прозбори. Постојат тука некои ненаучно засновани факти дека нели децата можеле да развијат некакви болести, да не навлегуваме се во таа проблематика. Значи факт е дека вакцината е силно препорачена од сите јавноздравствени авторитети
во цел свет, па и во нашата земја, значи ние силно се залагаме за вакцинација во вистинско време. Затоа што сега, знаете, многу родители се јавуваат. Што сега да правам? Еве насекаде има, во Грција има, во Албанија има, во Србија има, во Шпанија, во Португалија, насекаде владеет, цела Европа владее епидемија. Јас во моментот не можам да се сетам на ниједна европска земја која што не декларирала барем еден заболен во изминатата година и во изминатите 3-4 години. Значи, само факт е дека падот на вакциналниот опфат, благодарение на тие антивакцинални кампањи во нашата земја и во околината, ги проузрочи сите овие факти. Единствено, во Европа само 4 земји од вкупно 52 кои што се делнели од Светската здравствена организација, Европскиот дел, има декларирано дека има опфат со вакцината против мали сипаници повеќе од 95%. А знаеме дека само опфат над 95%, не само на национално ниво, туку и на регионално и субрегионално ниво, гарантира вирусот доколку се појави, доколку се увезе од надвор, дека нема да може да се шири во популацијата и да предизвика епидемија. Освен можеби поединечни случаи кај луѓе кои што се невакцинирани. За жал сега имаме ситуација да заболуваат и луѓе кои што се вакцинирани. Еве во Дебарската епидемија имаме голем број на луѓе кои што се вакцинирани со една доза. Која е причината за тоа? Поминало повеќе од 20-30 години од вакцинацијата. Значи, вакцината против мали сипаници е ефективна вакцина, меѓутоа после одреден број години се намалува заштитната моќ на вакцината и потребно е стимул или импулс од надвор за да почнат да се множат антителата. Меѓутоа, зависно од тоа колку е падната имунолошката моќ, колку е потентен вирусот, бидејќи тој поминувајќи низ неимуно население, ја зголемува својата вирулентност и потенција да предизвикува заболување, па така се случува да настане пробој на имунитет и да имаме заболени со една доза. За среќа, сите тие се со многу лесна клиничка слика, речиси со само 2-3 дена иси, без никакви компликации и завршуваат со оздравување. Доктор Кузмановска, моите последни информации велат дека 24 лица се заболени, а за 3 се чекаат лабораториски анализи во Дебар. Последните информации од терен вашите? Така, значи ова е една динамична ситуација, би рекла, со сите заразни болести. Знаете како е. Имаме случаи, немаме случаи. Се пријавуваат случаи кои се сомнителни. После одреден број денови или часови со лабораториска конфирмација или отфрлање, односно ако лабораториски не се потврди, ние го отфрламе тој случај. Значи се работи или за некое друго заболување, кое што не е мали сипаници. Како и да е, тие реков бројки се динамични. До денеска бројката е 22 лица заболени, пријавени во Дебарската епидемија, бидејќи за 2 случаи за кои што беа пријавени како сомнителни и добивме материјал, беа истестирани и излегува дека се негативни. Така да во моментот имаме 22 заболени лица во Дебарската епидемија, од кои што 12 се лабораториски конфирмирани, а останатите се со епидемиолошка врска. Значи, имаат силна епидемиолошка врска, потекнуваат од исто семејство или од исто мало, или имале многу ефикасен контакт со заболено лице, кое што е лабораториски конфирмирано и затоа тие се водат како случаи на мали сипаници, кои што се со епидемиолошка врска. На краиштата, во ниједна епидемија не можат сите заболени да се докажат лабораториски и тоа не е практично воопшто. Значи, после потврдување на епидемијата, се прават лабораториски испитувања само за некои кои што се потешка клиничка слика или ако има примерно 2 дози па да се види да не е грешка и така натаму. За крај би ве прашал она што бидејќи е лето, актуелни се летувањата, луѓето се по плажите, дали родителите треба да стравуваат за своите деца или пак самите тие од пренесување на морбили и сипаници кои што се во процес на инкубација кај друга личност внатре во водата? Водата не е медиум, кажавме, значи, како се пренесуваат. Да, меѓутоа за водата доколку се најдат конкретно... 2 деца во вода и ако едното дете е болно, па кија, кашла или се гушка со другото дете, значи, контактот може да биде ефикасен. Генерално преку водата на големи површини во езера и мориња, многу е мала веројатност да настане пренесување преку вода, освен ако тоа е близок контакт на лица кои што се непосредно заедно во водата, а се разбира дека имаат симптоми или пак се во првите денови на симптоми или последните денови на инкубација. Како што рековме, ден 2, кога вирусот може да се излачува, а детето се уште нема симптоми. Доктор Кузмановска, јас ви благодарам што одвоивте време за овој едукативен дел за превенција односно и лекување на морбилите.
Јас ви благодарам на поканата. Секогаш е корисно, нели, што повеќе излагаме во јавноста и ги информираме луѓето, ги едуцираме, се заборава да знаат да се во тек со актуелната ситуација, да знаат како да се заштитат од ова заболување. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Одиме со една кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на Студио 1.